Добро утро во Обштествена сцена. Јас сум Александра Бубевска, а утрово гостинка ми е колешката Ана Василевска, која што во својство на програмски координатор на ревијата на македонски филмови второ издание, наречена Златна рамка. А она што го знаеме, Ана, до сега е дека ќе отворите на 14 февруари со филмот Медена земја. Пред да преминеме на програмата, ќе те прашам и тебе какви се прогнозите, бидејќи до тогаш веќе ќе биде познато дали сме го освоиле Оскарот 1 или 2, односно екипата дали го освоила, се разбира и сите Или ние. може би 2. Или може би 2. Значи, кои се прогнозите? Бидејќи ти си филмски истражувач, долгогодишен проследувач на филмот. Тоа што на вистина прво морам да го кажам. Значи, добро утро за сите. Колку е ретка оваа можност во овие рани утрески часови да зборуваме за филм, да зборуваме за нешто што ни се случи како неверојатно нешто. Нели, Медена земја е откровението прво македонско, а излеза дека тоа е исто така и светско откровение. Самата номинација во 2 категории на Оскар представува извонреден успех. Значи, до овој момент ние имаме причина за многу голема радост. Така, самиот филм, со сето тоа што го носи, за жал, во јавноста некако оваа атмосфера која ние треба да подгреваме до 9 февруари отиде малку и во друг правец. Но за тоа малку подоцна зашто е тоа така, но еве за прогнозите околу Медена земја, конкуренцијата е силна. Ако може вие да замислите дека нели во овој момент за Оскар во категорија за странски филм, Медена земја се надпреварува со еден Паразит, едно исто така јужнокореанско откровение, канскиот победник, потоа со филмот на Педро Алмодовар, кој сметам дека е еден антологиски филм, еден негов животен филм. Конкуренцијата е навистина многу силна за документарната програма, за документарната селекција исто така. Се надевам дека нема да се случи нели она што се случи пред 25 години кога исто така извонредниот Пред дождот беше номиниран и така што меѓутоа токму тогаш Булгаков го имаше свој животен филм, така, Изгорени од сонцето. Не можам да прогнозирам, искрено длабоко многу се надевам дека според оние рецензии кои ги гледаме во моментов, во категоријата за странски филм се шансите малку поголеми. Да. Добро, да видиме, во секој случај вие ќе отворите, рековме, ревијата на македонски филмови, која што е наречена Златна рамка. Тоа е на 14 така, февруари. Да појаснам малку повеќе околу тоа. Златна рамка е денови на македонски филм и всушност представува отчет пред македонската публика во однос на она што е сработено како продукција во изминатата календарска година. Лани се случи за прв пат и организатор е Друштвото на филмски работници со поддршка од Агенцијата за филм. И целта на оваа програма, каде што овие проекции се некомерцијални, значи не можеме да наречеме дека тоа е фестивал, тоа е едноставно една ревија која ќе ги вклучи долгометражните, краткометражните и документарните филмови. И тоа се во 3 програмски селекции, се случува во Младинскиот културен центар, во киното Фросина и во Џемното кино. Џемното кино ќе биде отстапено за документарната програма, која сега се повеќе станува популарна, нели? Ако можеме да кажеме дека порано документарен филм некако се подразбираше и секогаш публиката имаше па тоа е нешто злодевно, таму ќе се зборува за нека приказна во која некој фокус се ставен врз некоја човечка судбина и така натаму, меѓутоа акцентот кон креативниот документарец се повеќе се подгрева и исто така можам навистина да заклучам од тоа што со години ги следам и Евина Манаки на програмата MacPoint. Филмовите постигнуваат неверојатен успех, како што гледаме и сега оваа Златна рамка некако од црвените килими во изминатата година филмовите ни доаѓаат дома на едно место и тука публиката ќе има единствена можност да ги погледне на овие бесплатни проекции. Значи тоа е тоа што е Златна рамка, затоа не може да се нарече фестивал. Медена земја е ставена, се разбира, во првиот ден, во почетокот на 14-ти, во 19 часот во Младинскиот културен центар. Дали тие некои од екипата ќе бидат вратени од Оскарите и што се ќе се случува, дали ќе биде присутна, бидејќи меѓу другото на овие проекции се присутни и голем дел од креативниот тим и од авторите на филмовите и каде што има можност публиката непосредно да се дружи со нив и после проекциите да има и краток Q&A, или да се разговари секој да го каже своето мислење, значи да размени мислење директно со авторите и меѓу себе. И освен тоа, нели идејата е Друштвото на филмски работници својата фела ја обединува на овој начин во рамките на Златна рамка, нели доделува и почесни награди од Друштвото на филмски работници за филмски актер, филмски автор и филмски работник. Тоа се случи прв пат лани.
со еден така пригоден церемонијал, тоа се случува. И нивното годишно собрание всушност го означува почетокот на Златна рамка. Меѓутоа, да, во тој првиот ден ќе биде Медена земја. Добро, имате вие разновидна и богата програма од она што можев да видам. Сашка, програмата ја налага продукцијата, тоа што се сработило, а оваа година, еве како бројка, можам да кажам, се сработиле 22 филма, од кои овие долгометражните, ако треба да ги потенцираме, значи сите го зборуваме за Врба, зборуваме за Господ постои, нејзиното име е Петрунија, Не заборавна пролет во заборавено село, потоа Втора шанса и проект Happiness. Медена земја, еве, каде ние да го ставиме? Дали во документарната, сепак и тука вклучен во една долгометражна играна програма. Краткометражните филмови кои ќе бидат во сабота презентирани, значи нема тука подвојување, они ќе одат во блок, во еден термин. Исто така голем дел од нив имаат изводреден успех постигнато во минатава година. Последно ни израдува нели стикер на Унковски кој е на Сандас, ние веќе трета година имаме филм на Сандас. Што е веќе дали ќе биде во очекување понатака да овој континуитет едноставно мора да се задржи, затоа што сега е шансата. Претпоставувам дека кога ќе се случи една енергија околу една уметност, во случајов највлијателната уметност, таа поттикнува веројатно многу елементи кои ги придржуваат работите напред. Мотивот кај филмаџиите е многу поголем. Начинот на кој размислуваат исто така веќе сосема различен, размислуваат за надвор, размислуваат за да се одмеруваат со најдобрите филмови. Тоа го имаме. Значи, после оваа номинација во две категории која е историска, едноставно не знам дали некој треба да сопре, веројатно ќе стане најпопуларната уметност со која некој би сакал да се занимава. Освен сите овие содржини, ова ревија, овие денови на македонски филм се занимава и со нешто што се вели, што се вика филмска писменост. Вака, во Златна рамка во сабота и во недела ќе има два настана кои се независно, значи од оваа програма што е филмската програма. Во сабота е предвиден настанот на медија кој е малце повеќе фокусиран кон стручната фела за продуценти и режисери. Во недела настанот трибината, големата трибина која ќе се случи во Кино Фрусина во 11 часот е отворена за јавноста, за новинарите, критичарите пред се. Е насловена годинава жената во македонскиот филм. Многу воопштено, што тоа подразбира, дали се тоа актерките, дали се режисерките, дали се продуцентските, сите оние костимографки, шминкерки, многу жени се вклучени и колку веројатно ќе се обидеме на таа трибина да направиме разликата од тоа што се случувало во минатото до тоа што се случува денес. Еве некои мои скромни истражувања покажуваат дека ако сценаријата биле доминантно пишувани порано во дијалозите, 80 до 90% дијалозите се машки и една актерка има да изглуми не знам колку сцени секогаш во еден прототипна улога како домакинка, некоја мајка, сопруга, стереотипи, тоа сега е далеку сменето и е сосема различно. И за ова ќе зборуваат и мажи, како Дарјан Пиевски, режисерот, ќе зборува акторот Пир Арсовски, но и актерки, значи ќе се соочат од повеќе генерации, Сара Климовска, Сабина Арула, еве да не откривам повеќе од ова, непосредно пред самиот настан ќе биде изненадување. Инаку ова околу филмската писменост ме потикна мене на размислување, веројатно би ставила некако фокус тука. Токму поради фактот што како ни се случуваа овие успеси на филмовите, ние многу често слушавме коментари кои едноставно беа несоодветни за да се толкува еден филм. И например, дека лошо е представена државата во филмот Медена земја. Тоа е рамно на она што ние постојано го зборуваме нели за медиумска писменост и веќе се прават и цели сериозни кампањи околу тоа на кој начин публиката, јавноста да ги толкува вестите и да може да разликува што е лажна од вистинска вест, на кој начин да дојде до сознание колку страни се вклучени така натаму. Значи, во случај зборуваме за филмска писменост. Сега, ние очекуваме ние сите да бидат критичари, така, значи голема е разликата од тоа како гледа на филмот еден гледач кој, нели, тоа му е само едноставно оди во киносалик, филмовите за тоа и се прават, нели, тој може да излезе од таму со впечаток дека филмот му се допаѓа или не, меѓутоа сите тие натамошни коментари, значи едноставно елементарната писменост е дека во филмот се гледаат затоа и седмата уметност, 7 елементи кои тој ги вклучува. Пораката или
под пораката, како што Медена земја е на исклучително слоевита приказна, слоевито филмско дело во секој случај. Филмот е награден, кинематографирите на филмот ја добија наградата, начинот на кој е сликан, визурата, концептот, дали ќе го гледаме филозофски, социолошки и така натаму, тоа се атрибути на филмот и на филмската критика. Меѓутоа, дали земјата се представува, јас верувам дека ниту еден филмски автор нема концепт околу тоа дека треба да представува земјата кога тргнува да прави филмско дело. Сосема е друга приказната, како што и во Медена земја е една сосема универзална приказна која кореспондира, предпоставувам, секаде и со секого. И затоа е успехот таков каков што е. Но пред се затоа што тоа врвно филмско остварување. Ана, така е. Зафативме многу интересни теми. Мислам дека треба успехот на филмот да ја следи ова што го нарекувме сега филмска писменост. Значи, успесите на филмовите и треба да бидат проследени и со тоа како ги гледаме и како ги разбираме. Во секој случај благодарам за гостувањето, а ние продолжуваме понатаму со следните содржини од овој утрински брифинг.